дека жените се најголем број на жители во џехеннем. Еју ниса инни рајтукунна акфар ахли ан-нар. Значи, о жени, ја ве видов, вие ќе видите најголем број на жители во џехеннем. Кулна ја Расулаллах, рекоа, зошто Божи пегамбери ние жени? Да видиме најповеќе во џехеннем. И ова треба човек да опренесе дома. Жени ќе видат најповеќе во џехеннем. Меѓутоа, кои жени кои ќе се окитат или кај кого, кај кои ќе се најдат овие особини или својства? Жените рекоа, зошто ние Божи пегамбере? Зошто жени ќе бидат најповеќе во џехеннем? И пегамбер алейхиссалам рече: "Текфурнел ашир." Вие не сте задоволни од вашите мажи. Вие го негирате правото на мажот и обврската кон него. Како? Вели пегамбер алейхиссалам. На жена ќе правиш постојано добро цел живот. Речено, понаше ќе ја носиш на ушко, на раменици. И една час пуштиш, жената колку да ја правиш добро, ќе рече на крај, вели во хадис на Аиша: "Ма раејту хајрен минке катту." Немам видено добро од тебе никогаш. А ти цел живот ја издржуваш, ја облекуваш и ги извршваш незини потреби излично. Еднаш што си скршил, таа ќе рече: "Ма раејту." Немам видено од тебе никогаш добро. Значи го негира акот на мажот. И второ, зашто жени ќе бидат најповеќе во џехеннем? Рече пегамбер алейхиссалату вассалам, бидејќи вие туксирна лаън, вие многу проколнувате. Жените многу проколнуваат. За ситница или некоја мала работа, жената може да опушти клетва на детето. И таа клетва ќе го прати. Бидејќи клетвата на родителот посебно се прима кај Аллах џеле џелалуху ако е во право. Значи, целото доброчинство што го прави мажот на жената со еден збор, таа го